Повеќе од 15 години Лазо Јовановски од населбата Железничка во Штип во својата бавча произведува лук и кромит. Истите ги пласира на пазарот во Штип секој петок. Согласно временските услови вели дека оваа година се ситни, но сепак според него исплатливо е да се работи и да се произведува, особено лук кој сега се продава по цена од дури 400 денари за килограм. Лук и кромит продавам, јас тоа произведувам и тоа продавам. Има ли оваа година доволно производство? Па имаше, али од почетокот заврна дожд до мај, али кога требаше да направи глава јуни, јули, стопира и слапја, остана сите. Па секој година сега тражиме ланската година. Ланската подобра беше, ама се полошо и полошо. Не, 15 години, 20. Веќе како произведувам лук и кромит. Па исплатливо е. Лук особено сега оваа година има и ланска година и оваа година има цена доволно. Веќе 400 динара дојде килото, а кромидо веќе 10 години, 15 се е таа од 30 до 50 динара тука се движи. На што се должи толку високата цена на лук? Па нема го. Ти појди низ пазарот, тука не можеш да најдеш 20 кило, целиот пазар нема 20 кила лук. Добра почва и вода е потребно за да успее и кромидот и лукот. Малку работа и многу љубов. Но после Лазо нема кој да продолжи да произведува, оти младите не сакаат да се занимаваат со земјоделие. Кромидо и луко барат вода, добра земја и водат барат, ништо друго не барат. Едно прскање е тоа кога никне само за да нема црвец да фане, али усадењето, после садењето. И на железничка станица. Па добри се, имам тамо нива јас до куќето одма и садам 2-3 декара лук и кромит и добро е. Нема никој бе, сестра. Не значи тоа ние готово, јас веќе ојде у пензија веќе 65 години и готово фајро. Завршуваме и пријатно. Нема наследници, нема работа, никој земјоделие ништо. Кромидот е еден од најстарите зеленчуци познати во човештвото. Се употребува како додаток или зачин во различни рецепти во речиси сите светски култури. Може да се најде во свежа, замрзната, конзервирана состојба како и во прав. Овој зеленчук може да се користи во речиси секој вид на храна, но и како зачин. Во зависност од вариететот, кромидот може да биде со остар или благ вкус. Лукот пак е употребуван како лек во многу култури во текот на илјадници години, односно неговата примена во медицински цели е стара колку што и египетските пирамиди. Се смета дека лукот помага при срцеви заболувања, високо ниво на холестерол во крвта, висок крвен притисок и рак.